Грција да се откаже од оспорувањето на македонското и турското малцинство на нејзина територија и да се фокусира на заштитата на правата на самоопределување, слободата на изразување и на здружување на овие заедници. Ова се препорачува во извештајот на независниот експерт за малцински прашања на Обединетите нации Геј Макдугал, подготвен по неодамнешната посета на Грција. Макдугал ги пронајде македонците во Грција, факт што целиот свет го знае, а Грција не го признава. Во извештајот се бара од Грција целосно да ги спроведе одлуките на Европскиот суд за човекови права, особено оние со кои на здруженијата треба да им се овозможи употреба на зборовите македонски и турски во нивните имиња, како и за слободно изразување на нивниот етнички идентитет. Посебен дел од извештајот се однесува на малцинствата во регионот на Лерин. Макдугал наведува дека грчката влада не признава постоење на македонско етничко малцинство во тој дел од Грција, ниту постоење македонски јазик, иако кај тамошното население се забележливи лингвистички варијации, различни од грчкиот јазик. Грчката влада не дозволува никаква употреба на македонскиот јазик и на културни активности. Во последно време се забележува попуштање на тврдата политика што ја применуваат грчките власти кон оние што се идентификуваа како етнички македонци, но се уште постојат такви случаи, стои во извештајот. Од друга страна, представници на македонското малцинство се жалат дека немаат право на здружување и политичка активност поради дискриминаторските грчки закони кои се однесуваат на илјадници луѓе што ја напуштиле Грција за време на граѓанската војна и на кои им беа одземени државјанствата и имотите. Посебно се акцентира законот од 82-та, во кој е наведено дека право да се вратат во Грција имаат само грците по род кои ја напуштиле земјата за време на граѓанската војна како политички бегалци. Луѓето кои се изјаснуваат како македонци не можат ни да ги посетат своите некогашни домови во Грција. Макдугал во извештајот пишува и дека имала средби со луѓе кои се декларираат за македонци и кои зборуваат македонски. Грција да ги зголеми напорите за гаранција и заштита на правата на малцинствата побара и комесарот за човекови права на Советот на Европа Томас Хамарберг. Јужниот сосед и по сите прозивки и натаму одбива да признае постоење македонско малцинство. За ова премиерот Груевски ги информираше првите луѓе на Обединетите нации и Европската комисија. Во писмата до Бан и Баросо, меѓу другото, стои: грчките власти на македонците веќе подолго време им го оспоруваат нивниот идентитет, што представува директно кршење на меѓународното право. Со децении Грција води силна асимилаторска политика преку забрана за слободно декларирање на нивниот национален идентитет, проследено со систематски мерки за забрана и сурово казнување на македонските активисти. Инаку вниманието на Макдугал е фокусирано на степенот на кој легислативата, политиката и практиката се во согласност со врските произлезени од меѓународните човекови права, вклучувајќи ги малцинските права кои се регулирани и со билатерални спогодби и договори. Препораката на независниот експерт на Обединетите нации Макдугал во неговиот извештај во кој бара Грција да се откаже од оспорувањето на македонското и на другите малцинства е очекувана. Малцинствата во Грција се факт, изјави премиерот Груевски. Извештајот е очекуван според мене и не е никакво изненадување, можеби за некој друг изненадување. За нас е нешто што го знаеме, сите ние овдека во Македонија го знаеме тоа. Добро е што доби меѓународна потврда. И тоа е еден вид сатисфакција за нас, затоа што имаше негирање од другата страна.